Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на подкастот на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза. Јас, Ивана Јанковска, ќе бидам вашиот домаќин во подкастот, каде што ќе се одговорат многу прашања. Факторите на животниот стил, како што се пушењето, исхраната и вежбањето, влијаат на ризикот од добивање мултипла склероза, но исто така можат да влијаат и на тоа како болеста напредува. Покрај редовните контроли и вежбањето, здравата исхрана е значаен дел од зачувувањето на здравието за луѓето кои живеат со мултипла склероза. Тема на денешниот разговор е здравата исхрана при мултипла склероза, а наша гостинка е Цвета Динева, сертифициран нутриционист и автор на прирачникот за здрава исхрана при мултипла склероза. Витаминот Д е исто така исклучително важен кога се работи за лицата кои заболуваат од мултипла склероза, па покрај сонцето, дали треба, доколку не е доволно, како што кажавте во другите земји, дали треба да се направи некоја дополнава храна? Секако, значи Д витаминот може да се земе и преку храната, но при МС дефинитивно мора да има суплементација. Како што вели и доктор Жорж Желинек, 10.000 интернационални единици на ден D3 витамин кај секој еден што има МС како диагноза. Доктор Коимбра од Бразил има и Коимбра протокол кој што ги лекува пациентите од МС со само D3 витамин, и кај нас има двајца лекари во Македонија што имаат лиценца за да ги лекуваат луѓето од МС со тој протокол. Значи, не може било кој тоа. А 10.000 интернационални единици, јас лично земам преку во зимскиот период. Тоа се единици кои што за пола сат на сонце кога излегуваме вака од 10 саато до 12, веќе ние нашето тело самото ни ги создава. Значи, суплементација задолжителна на D3 витамин. Тука крај на приказната. Задолжителна суплементација исто кај MSA B12 и тоа 28 микрограми. Ова се препораки на доктор Желинек. Значи и таа суплементација треба да оди, и омега 3 како суплементација највеќе во вид на рибино масло 17 до 23 грама на ден. Значи омега 3, D3 и B12 како задолжителни суплементации, но јас како природни суплементации ги давам живите јајца од препелица во рамки на денот, барем 5 јајца се пијат, барем 6 недели, тоа се 240 јајца, па една мала пауза, па потоа пак да се повтори пиењето живи јајце, добивање таа така наречена биогена енергија, која е од клучно значење за нашиот организам, и високи дози на С витамин, но не натриум аскорбат. Тоа е киселина, тоа е аскорбинска киселина. Туку С витамин во минерална форма како натриум аскорбат се продава и во аптеките, но еве еден предлог сами како да си направиме и да не чини многу поевтино. Значи во чаша вода се става 1 грам С витамин во прав, пола грам сода бикарбона. Се промешуваат како сува материја, се додава лажица или 2 ленено масло, се меша, цедено лимон еден, се додава вода, се внимава, нели, се ствара жабуркање да не истече течноста преку чашата, значи сето тоа внимателно. Згоре на тоа може малку и прстофат куркума, прстофат ѓумбир на тој напиток што е премногу вкусен, а сме зеле натриум аскорбат. Што значи тоа? pH факторот е над 7,5. Не прави закиселување на телото, како ние 500.000 С витамин, туку напротив прави алкализација. Вакви неколку напитоци во денот се згодни затоа што се докажа дека со мегадози на С витамин исто така интравенозно, тоа се пак одредени протоколи, значи МС-от се смирува. Па јас предлагам вака, што секој може да си го дозволи, ова што го кажав, дека си направа 2-3 пати во денот. Во овој период, кога е жешко времето, па и 3-4 пати една поголема доза, и да си се пие во рамки на денот, како еден фин освежувачки напиток, а зимаат нешто што навистина им е природен лек.
И како за сам крај би сакала да прочитам дел од прирачникот кој го имате, кој го држите во рака за здрава исхрана при мултипла склероза, а гласи вака: ништо не може да помогне, се дури низ уста секојдневно си ја влошувате состојбата. Не може да ставиш на куќата и најска покрив, а темелите да се скапани. Ако навистина сакаме да си ја подобриме состојбата, треба да отвориме нов прозорец во начинот на живење. А секако најголем придонес ќе ни даде здравиот начин на исхрана. Докажано е дека луѓето со мултипла склероза што се на здрав начин на исхрана имаат и како подобрувања, па би сакала само за крај, доколку има нешто да надополните и да им препорачате на луѓето кои што живеат секојдневно и се борат со оваа болест. Накратко ќе кажам како резиме на сиот овој разговор што го имавме. Сите тие што имаат мултипла склероза на дневно ниво најмалку 2 литри вода и да внимаваат кога ја пијат, не се пие со готвено јадење. Најмалку килограм свежо овошје, може и како смути за да ја постигне таа количина и тоа се конзумира на гладно, и многу свеж зеленчук, да не седнат да ручаат, вечераат или било каков оброк да имаат без свеж зеленчук. Не мора да е салата, доволно еден морков да се изгрезе или краставица или домат, или не е важно, било каков свеж зеленчук. Нека се вратат на природата, да гледаат да легнуваат на време, на вечер, да гледаат да прават некои вежби, да си овозможат еднаш барем во неделата масажи соодветни за мултипла склероза, да читаат убави книги, да читаат убава, да слушаат убава музика, значи да си го развиваат оној момент на лачење на добри невротрансмитери. Што повеќе такви хормони, односно невротрансмитери како што се ендорфини, серотонини, секоја болест, па и МС-от, се држи под контрола. Се дури доминира процесуирана храна во животот на оној што има МС. Се дури се легнува после 12, после полноќ. Се дури се пијат секакви напитоци и никакви подобрување не може да го направи ништо, ниедна медицина, ако пак ќе кажам, низ уста тригерите нон-стоп се внесуваат. Треба да се направи една промена, треба да се свати сериозно дека јас сум таа што можам да си помогнам. Би сакала да кажам, прирачникот може да си го земат бесплатно во рамки на клиника, исто така во Сдруженијето на МС и кај нас во Диет клубот, значи бесплатно за сите оние што имаат МС и оние што имаат блиски со МС. Ете така, тоа е тоа. Ви благодарам, Цвета, што ја прифативте поканата да бидете гости во денешниот подкаст, каде што верувам дека успеавме да разјасниме многу дилеми, особено на луѓето кои што живеат секојдневно со оваа мултипла склероза, а вам, драги гледачи, ви благодарам што останавте до крај заедно со нас и до следно видување.